ова кампања се води под знакот на една голема, огромна, колосална лага. Која е таа лага? Таа лага е дека со Северна Македонија, со Преспанскиот договор се зачува идентитетот, што е неверојатна лага од прости причини. Таа лага ја шири премиерот Заев, неговата влада, ја шира за жал и наши академици, Камбоски, Такив и Владо Попов и што знам кои други, тие лажат, иако дале претходно повод, тоа се веројатно профитабилни интелектуалци, некои така ако можем да се изразам. Зошто? Затоа што нонсенсија, ако вие поместите некое име со придавка или со било што кое неколку милениуми има континуитет на траење, на есенција, на духот, на колективната душа на еден народ, тоа е едно тектонско нарушување, како тектонски потрес на тоа име и уништување на идентитетот. Затоа, ако сакате, можете да најдете докази во сите валидни книги на наши или ако поарно на светски антрополози. Што значи тоа? Тоа значи дека е извршена над овој народ, односно се врши идентитетски погром. Што значи тоа? Тоа значи дека овој народ со неговиот идентитет се става во идентитетска мртовечница. И сите овие действија што се преземаат сега се фактички за докусурување на овој народ кој е ставен како труп во распаѓање. Едноставно фаза по фаза се уништува. Така и ова кампања има една невидена агресија, една, како да ви кажам, брутална агресија. Никогаш кај нас не доаѓале толку многу странци, високи, американци, европејци. Видете, Столтенберг по втор пат доаѓа. Знаете ли вие првиот пат кога дојде, зошто дојде тој во собранието? Да ја поздрави тиранската платформа и да му даде одликување на Али Ахмети, главниот водач на албанските терористи во 2001 година. Тој мисли дека македонскиот народ е глуп и дека заборавил дека НАТО ја поддржуваше агресијата на албанските терористи против македонците и така натаму. Сакам да кажам дека премиерот, еве како што прочитав, имал некое излагање во Брисел, говорил на македонски, еден штос, дека еве, говорам на македонски во Брисел, што е пак една голема лага, демек не е загрозен нашиот јазик и покрај тоа што тој премиер и неговата влада го избришаа тој јазик со договорот со Бугарија, тој јазик го ставија во една пресија со тиранската платформа, исто така го ставаат во една пресија со Преспанскиот договор и така натаму. Од Брисел порача премиерот дека со Северна Македонија имаме билет за Европа. Немаме билет за Европа, имаме билет за идентитетска смрт. А тоа е најстрашната смрт според сите антрополози што постои за еден колектив. Бидејќи Македонија веќе македонското прашање е некаде околу век и половина на европските агенди за уништување на македонското. Со разните конгреси од Версај натаму до Берлин, до Сан Стефано и не можеме ни да ги наброиме сите во кои се парчосува Македонија до онај Кобен Букурешки договор. И видоа дека не може да ја уништат со парчосување, со физички геноцид и сега примени еден нов геноцид непримерен за цивилизирана Европа. Тоа е чисто еден вид на фашистички, нацифашистички потек, кој Европа го направи уште со Лисабонската декларација 1993 година, кога му забрани на македонскиот народ да се служи со своето име, односно дека не може со него да влезе во текот на западната цивилизација. Вие знаете што значи на еден народ да му го запрете патот во цивилизацијата со таква моќ. Тоа е геноциден потек. Се запира онаа позната мисла на Гоце Делчев да може овој народ да го сваќа светот како поле за културен надпревар меѓу народите. Тие со
ова сега што го смислиле, не само што ни го овозможува тој надпревар меѓу народите и спортски, ако сакате и секако, туку фактички не укинуваат како идентитет. Ние вистина, како што вели премиерот, ќе влеземе во Европа. Не знам, може по 10, по 15, по 20 години, нема да видиме. Ќе влеземе брзо во НАТО за да се бориме против русите. Тоа е идејата за влез во НАТО, ако но во Европа ќе почекаме и во Европа влегуваме, драги пријатели, како живи мртовци, бидејќи вие влегувате како север. Што е идејата на тој потек? Идејата е да се укине целокупната реверзибилно назад, тоа наше го викаат антрополозите, негативна трансценденција, да се укине целокупната историска меморија од тука назад. Вие знаете дека премиерот ја тргна скулптурата на Александар Македонски од аеродром, го прекрасти аеродромот, го прекрасти автопатот. Значи, нашата влада почна со бричање на идентитетот. Бланко им се префрли античка Македонија на грците. Вие читајте ги античките историчари, еве тука е Дардан Венецки кој одлично ја познава тој дел. Читајте ги античките историчари, не мора да го слушате Ефтим што кажува или Камбоски и други такви. Читајте ги нив, ќе видите. Тие имат напишано биографии, неколку од нив за Александар Македонски, како говорат за разликата во идентитетите. Потоа, така наречениот словенски имот, после Христа, Кирил и Методий, Климент и Наум, Добре Родбенски од 19 век, па и Наваму и Сирков, почетокот на 20 век, им се префрла со договорот со Бугарија или бугарите. И јасно нема да ни биде признаен, бидејќи и до сега некои не ни го признаваа, велеа дека е тоа трик на интернационалата и така. Значи, сакам да кажам, драги пријатели, дека оваа кампања се води под една голема лага дека ние задржан идентитет. Тока зошто се викаме Северна Македонија ако не е задржан? Право логичко прашање. Ја реков и напишав дека треба да си ментално не во ред, не само морално, за да го тврдиш тоа, макар бил и академик, да речем.